20 лекари и 50 медицински сестри, административци или вкупно 70 вработени ја напуштале Штипската болница во последните 2,5 години. Последен пат групно заминување од болницата имаше пред 1 месец, кога заминаа анестезиолози, гинеколози и помошен персонал. Ова, нормалното функционирање на болницата го става на голем тест, бидејќи кадар недостига буквално на сите оделенија. Со оваа група која што замина во приватната болница и со овие 2 месеци имаме пензионирање на повеќе профили на медицински сестри, на лекари, на се. Сериозно се наруши бројката на вработени во клиничка болница Штип. И токму денеска ги потпишав барањата за вработување кои што ќе бидат упатени до Министерството за здравство. Се надевам дека после 2,5 години конечно ќе бидат потпишани решенијата за примање. Буквално бараме од сите профили на вработени, вклучувајќи доктори, сестри, акушерки, болничари, хигиеничари, електричари, значи се она кое што и недостига на болницата. Дали имаме недостиг на кадар? Да, имаме. Ситуацијата е тешка, значи со кадарот, значи со некаде од прилика можеби 20% помалку вработени од пред 2,5 години. Ние имаме недостаток буквално на сите одели. Да речеме драстично бројка кај што ни треба да пополниме е оделот за анестезија, каде што веќе во март-април ќе останеме минус уште еден доктор. И со овој доктор кој што замина во приватната ординација, ние ќе сведеме буквално на 3 анестезиолози. Во меѓувреме, околу 200.000 потенцијални пациенти од источниот дел на државата единствен спас за здравје гледаат во клиничката болница Штип. Од друга страна, со годишен буџет тежок над половина милиарда денари или поточно 620 милиони, директорот Ѓорѓије смета дека клиничката болница има доволно капацитет да одговори на барањата на пациентите. Ова се што го кажавме и нормалното тековно функционирање на болницата, се она кој што се набавува да си ја работи болницата својата работа напречено, и овој дел кој што е за набавка на нова апаратура и дел од средства кои што ќе одат за, да речеме, сервиси на апарати во текот на годината, како и делот за овие нови вработувања кои што сега ги предвидовме, значи табелите кои што ги дадовме, се тоа е скоцкано во тој буџет кој што го имаме, така да се надевам дека ќе успеаме да реализираме секое што сме предвидели ова година. Во моментов, болницата има 470 вработени, а за таа да функционира непречено, тој број треба да биде за над 50 лица повеќе.